Понеделник, 29 јуни, време е за нов спортски преглед на КМ телевизија, поддржан од спортските обложувалници Евротип. Она што ја одбележа минатата седница е секако одлуката на Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија, односно одлуките кои што ги донесе Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија. Морам да кажам дека дел од одлуките се нејасни, дел се контроверзни. Јас, ако сте ме гледале во претходните две изданија, најавив дека се надевам дека Фудбалската федерација на Македонија нема да измислува топла вода при одредување на екипите за учество во европските фудбалски купови, меѓутоа тоа што го претпоставував и изборував, тоа и се случи. Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија одржа една седница, беа донесени неколку одлуки, ќе почнам по ред. Првата одлука е да се прифати предлогот на надпреварувачката комисија при Фудбалската федерација на Македонија. Од фудбалскиот клуб Вардар оваа одлука ја протолкуваа дека се прогласени за шампиони на Македонија, ја прославија својата 12-та титула, односно 11-та во независна и суверена Република Македонија и една титула она која што им беше одземена во поранешната Југославија. Меѓутоа, од она што јас го читам во одлуката на Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија, па и не сум баш сигурен дека Вардар е прогласен за шампион. Меѓутоа, пред да донесам некои заклучоци, ќе чекам, можеби на почетокот на наредната сезона, да му биде доделен шампионскиот пехар на екипата на Вардар, па дури тогаш да коментирам дали Вардар е прогласен за шампион или не е прогласен за шампион. Во истата одлука се споменати и двете првопласирани екипи од вторите лиги, Пелистер во западот и екипата на Беласица Струмица во источниот регион. Меѓутоа и тука останува нејасно дали тие само како првопласирани обезбедуваат пласман во првата лига или ќе им биде доделен и шампионски пехар за освојување на првото место во соодветната категорија каде што се надпреварувале. Токму затоа велам, ќе сочекам до официјалното доделување на пехарите, доколку има такво, за да го прогласам Вардар за шампион или за да не го прогласам шампион Вардар, односно како да ја толкувам оваа одлука на Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија. Во втората одлука, исто така Управниот одбор го прифаќа предлогот на надпреварувачката комисија при Фудбалската федерација на Македонија. Ако можете да забележите, значи Управниот одбор се дистанцира, значи не носи одлука, туку само ја прифаќа сугестијата на надпреварувачката комисија. Со таа одлука се утврдуваат екипите кои што ќе представуваат Македонија во европските купови. Така екипата на Силекс, логички, бидејќи Вардар не доби лиценца за настап во Европа, Силекс ќе учествува во квалификациите за Лигата на шампиони, и тука нема ништо спорно. Во квалификациите за Лигата на Европа, преку првенството, ќе учествуваат екипите на Шкендија и Ренова, кои што беа на 3-то и 4-то место. Додека четвртото место, односно трето кое што води во квалификациите за Лига на Европа, му припаѓа на куп надпреварувањето. Управниот одбор на претходните седници носи одлука со која што ги менува пропозициите за куп надпреварувањето и сето тоа е објавено во наредниот број на МАК Фудбал од 12 јуни, е јавно достапен на сајтот на Фудбалската федерација на Македонија, каде што тоа место се префрла од купот на првенството. Следствено на тоа, ако Ренова како четврта оди во квалификациите, петтата екипа на табелата треба да биде трет учесник во квалификациите за Лигата на Европа. Сето тоа Управниот одбор претходно го утврдува, а во основа на тоа надпреварувачката комисија носи одлука дека петто пласирана е екипата на Шкупи. Сега, тука доаѓаме до оној проблем. Екипите на Шкупи и Македонија Ѓорче Петров имаат изброј на бодови. Шкупи има гол разлика 0, а Македонија Ѓорче Петров има гол разлика -4. Според правилникот за надпреварување на Фудбалската федерација на Македонија, односно членовите 106 и 107, точно се утврдува како се прави табелата. Од членот 106 се вели дека прв критериум за одредување на пласман, нормално дека се освоените бодови.
Ако имаат изброј на бодови екипите, втор критериум е подобрата гол разлика. И се до тука е во ред. Да не ги читам понатаму ако иста гол разликата, повеќе дадени голови, помалку примени голови и така натаму. Бидејќи се работи за две екипи кои што имаат различна гол разлика и до тука застанува. Меѓутоа, членот 107 од правилникот за надпреварување при Фудбалската федерација на Македонија е исклучок од претходниот член. И цитирам, тој вели: исклучок во утврдување на пласман на табелата при изброј на бодови се прави доколку е во прашање утврдување на пласман кој одлучува за прво место, испаѓање од лигата, односно поминување во повисок или понизок степен на надпреварување, односно учество во клупските надпреварувања на УЕФА. Во тој случај, ако клубовите имаат изброј бодови, одлучува нивниот меѓусебен дуел. А меѓусебниот дуел помеѓу екипите на Шкупи и Македонија Ѓорче Петров, екипата на Македонија Ѓорче Петров има освоено 4 бодови во меѓусебниот дуел, а Шкупи само 1 бод. Македонија Ѓорче Петров има победа 3:2 и една нерешена од 0:0. Зошто надпреварувачката комисија на Фудбалската федерација на Македонија не го користи овој член 107 од правилникот за надпреварување, мене навистина не ми е јасно и не би сакал да коментирам дали има нешто друго во оваа ситуација, освен оној спортски дел и освен оној правен дел кој што е регулиран во општиот правилник за надпреварување, бидејќи секое првенство, секоја лига си има своји пропозиции, а се што не е регулирано во пропозициите е регулирано во правилникот за надпреварување. Во овој случај, правилникот за надпреварување е главен при одредување на пласманот на екипите. И сега, Фудбалската федерација на Македонија тука користи еден термин замрзната табела. Термин кој што не постои во ниту еден правилник, ниту пропозиции, ниту во статутот на Фудбалската федерација на Македонија. А тој термин замрзната табела се однесува на табелата во моментот на прекинот, како што ја направил комет системот. Меѓутоа, ние што сме имале пристап и што имаме пристап до комет системот на Фудбалската федерација на Македонија, знаеме дека кога две или повеќе екипи имаат ист број на бодови, покрај тие екипи од десната страна се појавуваат моливчиња или пенкалциња, за да може администраторот или комесарот за надпревари на одредената лига да ги помери екипите, да ги подреди према правилникот. Бидејќи сепак тоа е компјутерски систем и ако ти му дадеш наредба да ги подредува по гол разлика, тој ќе ги подреди по гол разлика. Меѓутоа, ако во конкретниот случај таа позиција одлучува за пласман на прво место, за испаѓање, за влез во повисок ранг, за пласман во европските купови, да може тој комет администратор или комесар за надпревари да ја помери одредената екипа на повисока позиција. Како што е во случајот. Македонија Ѓорче Петров има послаба гол разлика, меѓутоа има подобар меѓусебен дуел. Она што уште повеќе во оваа ситуација мене ме зачудува е речиси никаквата, односно млаката реакција на клубот од Скопската населба Ѓорче Петров, кој што од она што имав можност да го видам, а ги проверив речиси сите сајтови, можеби сите портали на интернет, најдов само една реакција објавена на порталот Гол.мк, во која се вели, значи цитирам од порталот Гол.мк, изјава на анонимен извор од ФК Македонија Ѓорче Петров. Ја почитуваме одлуката на ФФМ, ама правилата се јасни. Меѓусебниот дуел одлучува кој е погоре на табелата. Ќе почекаме официјално документ да видиме како е одлучено Шкупи да биде пред нас. Им посакуваме среќа на сите македонски екипи во европските купови. Ако знаеме дека учеството во квалификациите во европските купови, конкретно во квалификациите за Лигата на Европа, носат некаде околу 240.000 евра премија од УЕФА, ако испаднеш веднаш во првото коло, доколку поминеш, таа сума се зголемува и се дуплира, меѓутоа веќе земеме дека минимум едно коло екипата што ќе учествува во Европа ќе наплати. А тоа е повеќе од половина од еден буџет на просечен македонски прволигаш. И затоа велам дека од Македонија Ѓорче Петров нема речиси
Никаква. Нема речиси, нема ништо од нив во кое што они се бунат против оваа одлука на Фудбалската федерација. Две реченици од анонимен извор на Македонија, Ѓорче Петров, објавен на порталот Гол.мк. Меѓутоа, морам да се согласам дека ќе сочекаме одлуката да ја прочитаме, односно образложението на одлуката, да видиме како е одлучено Шкупи, а не Македонија, Ѓорче Петров да ја представува Република Македонија во квалификациите за Лигата на Европа. Можам од сега да претпоставам што ќе пишува во тоа образложение, меѓутоа ќе сочекаме официјално да го имаме, па дури потоа и да го коментираме. Следно од одлуките на Фудбалската федерација на Македонија е утврдување на термините за старт на наредната сезона. Така, првата лига ќе започне на 9 август, двете втори лиги ќе започнат на 22 август, а 16 финалето од Купот на Македонија ќе стартува на 23 септември. Навидум и тука нема ништо спорно, меѓутоа, ако подобро се размисли, сепак има. Термините за почнување на лигите се утврдени. Меѓутоа, ако првенството во втората лига започнува на 22 август, ние на месец и пол пред почеток на првенството се уште не знаеме кои екипи ќе учествуваат во втората лига. Што ќе се случува со оние бараш надпревари и во западот и во истокот за да го добиеме 10-тиот представник, односно учесник во второлигашката конкуренција, во двете групи на втората лига. Според одлуката на Фудбалската федерација на Македонија, објавена во МАК Фудбал од 12.6, вели дека ако до 15.7 не се одиграат бараш надпреварите, односно нема услови заради пандемијата на COVID-19 тие да се одиграат, тогаш Фудбалската федерација на Македонија ќе пристапи кон ждрепка за да го утврди учесникот во втората лига. Тука е најголемата нелогичност. Ќе земам пример екипата на Слога од Виница. Од 10 надпревари, 10 победи. Во трета лига со гол разлика 36-0. За толку вложени средства, за такви резултати, на крај да одлучува ждрепка, навистина нема никаква логика. Одиме понатаму. Што е со третите лиги? Се уште немаме официјална одлука дека третите лиги се прекинати, а имаме одлука дека првопласираните на прекинатите табели ќе играат во бараш. Кои екипи ќе играат во третолигашката конкуренција наредната сезона? Дали некој ќе испадне? Дали некој ќе влезе во третолигашката конкуренција? Имаме прекинати и општински лиги. Кои екипи ќе влезат? Дали ќе има некакви баражи? Што се случува со младинските категории? Што се случува со женскиот фудбал? На сите овие прашања немаме одговор. Меѓутоа, Фудбалската федерација на Македонија како најголема спортска институција во нашата земја, можам да слободно да кажем дека е поголема спортска институција и од Агенцијата за млади и спорт и од Олимпискиот комитет, според буџетот кој што го има. И според популарноста на фудбалот секако. Мораше овие одлуки да ги донесе во пакет. Една седница на управен одбор се носат сите одлуки, за сите клубови да знаат, за да направат план, кога да започнат со тренинзи, кога треба да земаат играчи, дали може да пуштат играчи, кога ќе им започне првенството. Знам дека ФФМ ќе рече третите лиги треба да одлучат управните одбори на регионите. Да, управните одбори на регионите треба да одлучат. Меѓутоа, централата мораше да донесе едно решение и едно правило за сите трети лиги во пакет. Што ако одреден управен одбор на трета лига одлучи дека првенството треба да продолжи, а другите 4 трети лиги се прекинати? А ваму на една од екипите се дава право да учествува во бара. Што тогаш? Што ако одреден управен одбор одлучи дека во една лига ќе влезат од сите општински лиги по една екипа и наредна сезона ќе има 18 екипи, а друг управен одбор одлучи дека нема да има ни влез ни излез и ќе останат истите 12 екипи или 10 екипи од оваа сезона? Мора сите клубови да бидат рамноправни, да бидат ставени во равноправна ситуација сите, и сите да можат да си направат план и за подготовки, и за играчи, и за се. Последните две одлуки на Фудбалската федерација од таа седница беа преодниот рок да се продолжи до 6 септември, наместо
да биде до 31. август како што беше претходно предвидено. И последната одлука е редовното годишно собрание на Фудбалската федерација да се одржи на 12 јули, нормално доколку дозволат условите со пандемијата на COVID-19. И тука ќе ја затворам темата за Фудбалската федерација на Македонија и за управниот одбор, за неговите одлуки, односно ова се одлуки на надпреварувачката комисија, управниот одбор само ги потврдува без да навлага во нивната исправност, сметајќи дека лицата кои што се во надпреварувачката комисија се стручни за тоа и треба да одлучуваат, а јас го очекувам официјалното образложение како надпреварувачката комисија и како правната служба при Фудбалската федерација на Македонија ги толкува членовите 106 и 107 од правилникот за надпреварување. Спортскиот преглед ќе го продолжам со разговор со тренерот на голманите на женската репрезентација на Македонија до 19 години, Александар Пишовски. Александар, добре дојде во КМ телевизија. Добро ме најдов. Денеска ќе поразговараме за нешто ново што се случува во последниот период во нашиот град, а тоа е школата за голмани Пишовски. Од кога почна да функционира школата за голмани Пишовски и како дојде на идеја да работиш во своја приватна школа? Јас многу одамна имав идеја за да почнем со ваква школа за голмани специјална, но премногу бев зафатен со други обврски. Знаете дека бев член на женскиот фудбалски клуб Љуботен и да не кажем таму бев се и се што. Девојка за се. Да. И работи што требаше да ги работат многу луѓе. И затоа и не можев да почнем со вакво нешто. Но премногу обврски, премногу главоболки и затоа решив да се посветим на тоа што најмногу го сакам да го работим и го работим со преголема желба. Пред колку време почна да функционира школата? Школата почна пред точно месец дена. Колку членови има? Моментално има 6, машки и женски. И има голмани кои што се поквалитетни, веќе совладана техника, работаат во посебна група и голмани кои се почетници, кои работат посебно. Бидејќи не може да се работи со голмани кои не се со ист квалитет, нели да се работи во иста група, според мене не е нормално. И така работиме во две групи, се надевам дека бројката ќе расте. Која е возраста на голманите? Возраста не е битна. Нема ограничување, значи? Не. Нема ограничување во возраста. Битно е да има Интересно желба. е тоа што кажа дека работат и машки и женски голмани. Да. Кажа дека се поделени на тие што имаат веќе некои знаење, некоја техника и на тие што се почетници. Меѓутоа, дали во овие групи има машки и женски голмани кои што се спарингуваат? Да, има. Има машки и женски кои што се со речиси ист квалитет и тука нема проблем да работат заедно во иста група. Да. Дали може да членуваат само голмани кои што се во некој клуб регистрирани се надпреваруваат или може ако некој има желба за тренирање, сака да биде голман, дали може да дојде и така почетник, значи аматер, што не е во ниеден клуб да дојде и да тренира? Не, секако дека може било кој сака да дојде, но сепак тој што сака да дојде некој што е некој дете што е на помлада возраст да почне да учи, затоа што ако е подминати години више че нема време да футсал за турнири да се спрема. Да. Кажа дека има 6 членови. Која според тебе која е максималната бројка со која што би можел да работиш? Па бројката не би била проблем, мислим, пошто
секако би на еден тренинг, јас лично не би работел со повеќе од 4 до 5 голмани максимум. Која е идеалната бројка на голмани во една група, во еден термин? Ја мислам дека тројца голмани е најдобро. Кажа... Како се повеќе има повеќе време, подолго време одмараат, а мислим дека бројката од тројца е идеална и за одмор на... Имаш фиксни термини на тренинзите и фиксно место на држување или тоа е се во договор? Не, се е во договор со голманите. По колку пати на неделно се тренира? 3 пати неделно, понеделник, среда и петок. Моментално тренираме со една група од Сабајле, една група од Попладна. Меѓутоа, ако се работи за некој поквалитетен голман или ако се спрема за топ сезона, веројатно може и да се дополнително ќе се работи, да. Кажа претходно дека школата ја имаше замислено многу одамна, дека тоа беше твоја желба и дека не успеа да ја оствариш претходно бидејќи имаше многу обврски и со женскиот фудбалски клуб Љуботен и со репрезентацијата на Македонија. Што е сега со женскиот фудбалски клуб Љуботен? Што се случува таму? Моментално сега си има ново раководство, нов управен одбор, деновиве се очекува и нов стручен штаб. Не би сакал да се мешам во нивната работа. Според ова што го кажуваш, ти нема да бидеш тренер во ЖФК Љуботен? Не. А женската репрезентација? Сега поради пандемијата на COVID-19 имаше прекин во буквално во се. Па така и настрада и репрезентациите, собирите кои што ви беа планирани беа откажани. Каков е планот сега? Дали од септември ќе почне да се враќаат работите во нормала? Јас колку што добив некои информации, прво гледав на сајтот на УЕФА, стојат уште датумите за октомври за квалификациите за женската репрезентација до 19 години, но некои неофицијални информации добиваме дека може да бидат префрлени за декември. Пак ќе се зависи од... Каде требаше да се играат? Во нашата група е во Велс. Не знам во декември како ќе биде времето во Велс. Топло. Таму е прилично север. Не е можеби најсеверно во Европа, но е север. Нема да има подготовки пред тоа, уште еден-два термини за подготовки, какви се најавите? Моментално нема никакви најави. Се очекува се од здравствените организации. Да. Ги следиш случувањата во фудбалот после рестартот на лигите. Се чини дека општо играчите, меѓутоа конкретно голманите, не се во некоја топ форма. Видовме и смешни киксови, имаше и добри јадони, меѓутоа имаше и смешни киксови. Како оваа пауза ќе влијае општо и на фудбалерите, меѓутоа конкретно и за голманите? Секако има влијание паузата, но јас верувам дека голем дел од професионалните голмани сигурно работеле индивидуално, не би си дозволиле самите на себе да паднат од форма толку. Но меѓутоа не е исто тренинг и натпревар. Не е исто. Значи не е исто нон-стоп индивидуални тренинзи, друго е тренинг со екипата. Че сепак има разлика. За колку време би можел еден голман да се врати во нормален натпреварувачки ритам после оваа пауза? Ја мислим дека би му требало да биде топ форма 2 месеца. А што е со оние голмани кои што ќе бидат резерви? Тие имале пауза, ќе истренираат и потоа ќе бидат резерви. Ја тоа сакав да го кажем и го кажувам многу често по пријатели. Гледаме ние дека имаме проблем во нашата држава со голманите и посебен проблем за помладите голмани според мене е тоа што се укина двојната регистрација. Не знам колку е добро тоа, колку е лошо, но ја би кажал за голманите дека е најдобрата работа што може да се случи за голмани, за младите голмани е двојната регистрација, затоа што он ќе биде во екипа, а ќе брани за, например, ако е во некоја прволигашка екипа, ќе го пушта во втора, во трета лига, да има сениорски настапи и да напредува. А доколку стои само резерва, он секако нема да биде во топ форма. Кој ќе добие шанса, он ќе има трема. Посебно ако има дали ќе сгреши сега, да. него. Да.
клубовите обично Мислим нема дека- доверба во младите, не само голмани, општо и фудбалери. Да. А видовме Вардар што направи со една млада екипа оваа сезона, Да. но сепак Вардар имаше искусен голман. Да. Еден талент. Илич цела сезона беше на Цела сезона е на клуба. да, а младински репрезентативец. А има квалитет. Има квалитет, но мора да прави искуство. Ова веројатно е еден добар предлог за фудбалската федерација на Македонија, ако ништо друго барем за голманите А ја би рекол дозволи. барем за голманите Да, се барем за размисли. голманите, бидејќи секако прва и втора лига се играат во различни термини. Втора лига се игра во сабота, прва лига се игра во недела. Да. Нема да биде никаков проблем голманот во сабота да брани за некој второлигаш, а во недела да биде на клупа и да чека шанса во првата лига. Јас знам многу играчи, квалитетни прволигашки играчи кои што кога завршиле со младинци или кога биле веќе на некоја градинца помеѓу младинци и сениори, оделе на позајмица дури и по третолигашки клубови, Да. а станувале едни од најдобрите играчи во првата македонска лига, па дури и репрезентативци на Македонија. За жал во моментов конкретно за Тетово ако говориме, ги немаме Вардар Барвеница, Бистрица Тејарце, Југохром Јегуновце, значи се тоа екипи кои што се праќале екип Бриони Челопек, Бриони, исто да. третолигаш, се праќале играчи и од Тетекс и од Љуботен на калење, да одиграат 6 месеци една полусезона, една сезона во трета лига, за потоа да се вратат со многу поголемо искуство, бидејќи знаеме дека кој искуство се добива во трета лига, таму е Најголемо искуство. секаде е на нож. Да. Секаде е на нож и таму многу полесно е потоа со кој ќе излезеш на терен со поискусни играчи во прва лига или во втора лига. За жал и во Тетово не функционира ниту ОФАСа, немаме ниту општинска лига. Имаме Тетекс Љуботен, не знам, Речица, Камењане и Нераште се. Ако не промашив некого, 5 третолигаши имаме само. Меѓутоа од овие 5 третолигаши редовно тренираше само Тетекс. Да. Што значи дека повторно имаме еден проблем. Пак и да пратиш играч, ако екипата не тренира, значи он може само да загуби, а не и да добие нешто за да може да користи на некој прволигаш или на второлигаш потоа. Убав предлог, се надевам дека ако некој не гледа дека фудбалската федерација ќе го разгледа, па можеби ќе го модифицира и ќе го на крај крајава и дека ќе го прифати. Сепак мислам дека Македонија во моментов има на врвно ниво квалитетни голмани за во репрезентација. И мислам дека и тоа е една причина што фудбалската федерација на Македонија дај еден термин да употребам, не се замара толку со ова. Го имаме Димитриевски, го имаме Митов Нилсен во Шведска, го имаме Шишковски, па ете тука и Гачевски, и Захов, се тоа квалитетни голмани, мислам дека на голманската позиција сме добро покриени. 5 голмани добри, знаеме дека голманскиот век е малку подолг од фудбалерите, меѓутоа ве го гледаме и Горан Пандев, па одма ме демантира Горан Пандев, со годините игра во серија и тоа и тоа е стандарден. Каде ја гледаш иднината, еве конкретно голманската иднина, кој голман би можел да го издвоиш кој ќе ќе биде носител на репрезентацијата во наредни 10-15 години? Од младите голмани? Па и од младите, и од овие што играат на сениорско ниво. Мене многу ми се допаѓа да ти кажем Марко Алчевски, кој е роден 2002, член на Академија Пандев од Стромица, добиваше шанса и за првиот тим да брани и го имам гледано често пута и за младински екипи кои бранел и мислим дека има квалитет за високо ниво. Пичовски, дали во следниот период може да очекуваме да те видиме повторно како тренер на голмани на некоја екипа, без разлика дали во машки или женски фудбал? Па, зошто да не? Но ја искрено и не сум многу заинтересиран за клубска работа како тренер на голмани, затоа што најголемиот проблем со исклучоци се доста млади тренери и некои тренери у Скопската академија, да речем, кои што ги познавам, и селекторите на младите категории што се сега, доста го практикуваат сега тој дел и јас затоа и се фокусирав на едукација на ова специјална лиценца за тренер на голмани и во разговори таму со селекторите слушам дека
од тренерите на голмани кои што се во тие селекции кажуваат дека примаат сугестии од тренерот на голмани. Тоа кој голман да брани, зошто, како, што, значи одговорноста ја даваат, одговорноста на голманот ја даваат на тренерот на голманите. Значи јас би се нафадил негде во клуб да работам само ако одлучувам за голманот ја. Јас затоа и решив своја школа да почнем, затоа што ќе одлучувам ја. Како, на кој начин, на кој принципи да работим, така како што мислим ја. А дали е тоа исправно, ќе покаже времето. И теренот. Секако. Времето и теренот, нормално. Теренот нема лажење на терен. Ама ово е добар. Сам ќе покаже. Ќе кажат публиката. Многу и од газдите сакаат да бидат За жал, да. За жал, голем дел од газдите сакаат да кажуваат во цел состав, не само за голманите. Не, газдите конкретно и раководството. Но јас зборам конкретно за тренерите, главните тренери што се шефови на стручни штабови и менаџери. Не, тренерот на голман е за некои само фигура во стручниот штаб. Само да ги тренира на тренинг или да ги загрева на тренинг, па само за тоа. А одлука нема никаква и одговорност од тренерот на голман. Пишовски, ти благодарам што беше наш гостин, што еве на нашите гледачи ја презентиравме школата за голмани Пишовски. Се надевам дека имаш многу членови, дека добри голмани ќе излезат од твојата школа општо во сите екипи, па дури и за репрезентациите на Македонија. Се надевам и јас искрено. Се трудам да работам како што треба и се надевам дека ќе имаме резултати во иднина. Тоа беше разговорот со Александар Пишовски, тренер на голмани во женската репрезентација на Македонија до 19 години. Се одиме со краток джингл, а потоа и се враќаме со резултатите и табелите од најквалитетните европски фудбалски лиги. Назад сме во студиото на КМ телевизија, продолжуваме со вториот дел од спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Немаме уште многу време, накратко најинтересните и најважните резултати од најквалитетните европски фудбалски лиги ќе ги поминеме. Викендов имавме богата понуда, се надевам дека и вие добро поминавте со вашите тикети кои што ги уплативте во спортските обложувалници Евротип и се надевам дека сте задоволни од добивките. Со резултатите ќе започнеме од германската Бундеслига, таму се одигра последното 34-то коло. Шампионот беше одамна познат, Бајер Минхен, меѓутоа да ги прочитаме резултатите. Унион Берлин, Фортуна Дизелдорф 3:0, Аугсбург Лајпциг 1:2, Фрајбург Шалке 4:0, Вердер Бремен Келн 6:1, Айнтрак Франкфурт Падерборн 3:2, Волсбург Бајер Минхен 0:4, Борусија Менхенгладбах Херта Берлин 2:1, Бајер Леверкузен Мајнц 1:0 и Борусија Дортмунд Хофенхаим 0:4. Веќе кажав, Бајер Минхен е шампион. Борусија Дортмунд, Лајпциг и Борусија Менхенгладбах ќе му се придружат во групната фаза на Лигата на шампиони, додека во Лигата на Европа ќе играат Бајер Леверкузен, Хофенхаим и Волсбург. Од првата Бундеслига испадна Фортуна Дизелдорф и Падерборн, додека Вердер Бремен ќе игра плейоф надпревар за опстанок со Хајденхаим, кој што беше кој што заврши како трето пласиран во втората Бундеслига. Продолжуваме со шпанската Примера дивизион. Таму се одиграа надпреварите од 32-то коло. Реал Мадрид сега е осамен на врвот на табелата, откако го совлада Еспањол на гости со 1:0 на останатите надпревари. Гранада Ейбар 1:2, Вилјареал Валенсија 2:0, Леванте Бетис 4:2. Еден од головите го постигна и македонскиот репрезентативец Енис Барди. Атлетико Мадрид Алавес 2:1, Осасуна Леганес 2:1 исто така, Селта Виго Барселона 2:2, кикс на Барселона која што пред ова коло беше на делба на првата позиција со Реал Мадрид, меѓутоа сега е на второто место. Атлетико Билбао Мајорка 3:1 и Севиља Валјадолид 1:1. Веќе кажав, Реал Мадрид е осамен на врвот со 71 бод, пред Барселона со 69, следува Атлетико со 58, Севиља 54 бодови.
Во италијанската серија се одигра надпреварите од 28-то коло. Лидерите на табелата забележаа победи. Јувентус на домашен терен го совлада Лече со 4:0, додека Лацио исто така на домашен терен беше подобар од Фиорентина со 2:1. На останатите надпревари Парма Интер 1:2, Сасуоло Верона 3:3, Удинезе Аталанта 2:3, Наполи Спал 3:1, Самдорија Болоња 1:2, Милан Рома 2:0 во дербито на колото, Каљари Торино 4:2 и Бреша Дженова 2:2. На табелата лидер е Јувентус со 69 бодови, 4 повеќе од второпласираниот Лацио, трете Интер со 61, на четвртото место Аталанта со 57 бодови и веќе познато е дека овие 4 екипи ќе играат во групната фаза на Лигата на шампиони. Во Англија, во Премиер Лигата се одиграа само 2 првенствени надпревари овој викенд. Watford Саутемптон 1:3 и Астон Вила Вулверхемптон Вулс 0:1. Меѓутоа во Англија се играа четвртфиналните надпревари од ФА Купот. Веќе ги знаеме и полуфиналните двојки, меѓутоа прво да ги прочитаме резултатите. Норвич Манчестер Юнајтед 1:2 дури по продолженијата, откако надпреварот заврши 1:1 во регуларниот дел. Лестер Челси 0:1, Шефилд Юнајтед Арсенал 1:2 и Ньюкасл Манчестер Сити 0:2. Полуфиналните двојки и повеќе од интересни: Манчестер Юнајтед Челси и Арсенал Манчестер Сити. Со резултатите од англискиот ФА Куп воедно и го завршуваме денешниот спортски преглед. Понудата на одлични, квалитетни фудбалски надпревари продолжува буквално секој ден, и денеска и утре, не само преку викендите. Тоа е убава можност да одите во уплатните места на спортските обложувалници Евротип и да ги уплатите вашите добитни тикети. Голем број на бонуси ви следуваат за тикетите уплатени на уплатните места, меѓутоа на располагање ви е и онлайн обложувањето преку сајтот на Евротип и таму имате бонус од 200% на првата уплата. Тоа беше се за денеска, се гледаме следниот понеделник. Довидување.